Владата одлучи екотаксата да изнесува 3,1 денар за безоловниот бензин и 3,5 денари за останатите горива. Предлогот за законски измени за повисока еколошка такса за нафтените деривати одатно усвојување во собранието. Владата го утврди текстот на предлог законот за изменување на законот за животна средина. Со предложените измени се предвидува зголемување на еколошката такса, односно се предлага зголемување на давачката за увоз на нафтени деривати во земјата за 3,5 денари за моторен бензин, за авионски бензин, гориво за дизел мотори, екстра лесно масло за горење и масло за горење, како и зголемување од 3,1 денар за моторниот безоловен бензин, како помалку загадувачки нафтен дериват во однос на останатите, соопшти владата. Како што велат од владата, основна цел поради која се предлагаат овие измени и дополнување се доуредување на делот за финансирање во животната средина, доследна примена на начелото за загадувачот плаќа и прибирање на потребните средства за преземање на мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина. Паралелно, владата на завчерашната 81-ва седница го утврди текстот на предлог законот за изменување и дополнување на законот за данокот на додадена вредност. Според овие предлог измени, ДДВ-то за промет и увоз на електрична енергија за домакинствата треба да се намали од 18 на 5% за периодот од 1 јули оваа година до 30 јуни идната година, а за период од 1 јули 2022 до 30 јуни 2023 даночната стапка за ДДВ-то за промет и увоз на електрична енергија за домакинствата да изнесува 10%. Според владата, целта на овие измени и дополнување на законот за ДДВ е со пониски цени на електрична енергија да им се помогне на домакинствата за намалување на нивните трошоци. Граѓаните пак да не очекуваат бенефити од намалувањето на ДДВ-то за електрична енергија, вели даночниот експерт Славко Лазовски, иако намалувањето на доноците секогаш се правда со тоа дека повеќе ќе остане во џебот на граѓаните, тоа никогаш не се случува, објаснува тој во интервју за Локално, потенцирајќи дека ваквиот потек на владата ќе предизвикува само намалување на приходите по овој основ во буџетот и ништо повеќе.